Урбани вести на Прва Скопска, добре дојдовте. Во Република Македонија од денеска во промет влегуваат новите полимерни банкноти од 10 и 50 денари. Со тоа книжните банкноти од 10 и 50 денари престануваат да бидат законско средство за плаќање и ќе може да се заменат само во комерцијалните банки. Ова е веста на денот, во продолжение следува генералната најава. Конечно ќе започне изградбата на универзална сала. Протестите на Битпазар создаваат револт кај возачите. Поставени филтри за вода во училиштата и градинките во Газибаба. Прва Скопска на терен со пајак службата. 2 случаи на коксаки во градинката Пролет во Козле. Универзалната сала повторно ќе биде централно место за културните случувања во градот. Изградбата треба да започне следната година, а сегашниот изглед и оригиналноста ќе бидат задржани како и старото име на салата Универзална сала, наместо Конгресен центар Александар Македонски, како што беше преименувана. Универзална сала се враќа во градот. Нејзината изградба треба да започне од следната година, со што повторно овој значаен објект за Скопје ќе биде централно место за сите културни случувања, под истото име како од пред 3,5 години – Универзална сала. Ова денеска го најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на подпишувањето писмо за намери за заедничко финансирање во изградбата со Министерството за култура, преку кое се дефинираат активностите за унапредување на културата во Скопје. Шилегов посочи дека реконструкцијата на салата уште од 2009 година била само предизборно ветување, но не биле направени никакви напори за нејзина реконструкција, освен што беше променето името во јавна установа Конгресен центар Александар Македонски, за кое Шилегов посочи дека ќе се промени и ќе се врати старото име Универзална сала, како што всушност сите ја именуваат и по промената на името. На последното 47-мо издание на детскиот фестивал Златно славече, градоначалникот Шилегов најави дека јубилеот 50 години од овој фестивал повторно ќе биде во Универзалната сала. Години наназад никој не инвестираше во овој објект. Години наназад Универзална пропаѓа. Им ветив на златните славечиња за јубилејниот 50 роден ден дека ќе пеат во новата Универзална сала. Им ветив на нашите сограѓани дека овој символ на солидарноста ќе го добие својот познат цијај кој што го имаше во минатото. Детските фестивали повторно ќе се вратат во Универзална. Денес на влезот овде во Универзална ја забележав плочата на која што се испишени 35 теземи кои што ја помогнале изградбата на Универзална и на Скопје после земјотресот 1963 година. Последната реченица на таа плоча гласи: овој објект ќе остане како траен символ на меѓународната човечка солидарност во обновата на Скопје по катастрофалниот земјотрес од 26 јули 1963 година. Токму затоа Универзална треба да се врати онаква каква што била. Токму затоа Универзална повторно ќе представува културно средиште на нашиот град. Благодарам. Министерот за култура Роберт Алајозовски посочи дека одличната соработка со град Скопје ќе придонесе да се изгради објект на културата според сите светски стандарди. Предвидуваме Министерството за култура да обезбеди стручна и финансиска поддршка на локалните власти да осмислуваат локални културни политики и среднорочни и долгорочни стратегиски планови за локален културен развој, како и да спроведува мерки за поттикнување на локалните власти да преземат поголема одговорност за одржливоста на локалната културна инфраструктура. Нашата одлична соработка со град Скопје ќе резултира со објект кој ќе се изгради со максимална одговорност кон буџетот и парите на граѓаните, ќе биде максимално функционален, ќе придонесе за уште поголемо раздвижување на културната сцена и реализирање на потребите на граѓаните и истовремено ќе биде гордост на нашиот главен град како што еднаш беше. Изградбата на Универзална сала ќе биде според најсовремени стандарди за безбедност, удобност на гледалиштето и за пристапност до објектот. Изгледот и функционалноста ќе бидат задржани, со дополнителни содржини за културни манифестации. Но колку точно ќе чини, дали ќе биде реконструиран или изграден комплетно нов објект и на колкава површина ќе се простира, се зависи од проектот кој ќе биде избран како најдобар и најефикасен, а во моментов постојат 3 проекта.
Шилегов посочи дека до крајот на оваа година ќе бидат завршени сите постапки за од следната без проблем да може да започне изградбата. Универзалната сала, изградена како резултат на светската солидарност и помош, брзо стана центар на сите културни случувања во градот. Златно славече, Бубамара, Скопски фестивал, концерти, представи, промоции, илјадници настани се случија во Универзалната сала, а речиси и да нема уметник, музичар кој не настапувал на оваа сцена. Изградбата на Универзалната сала започнала непосредно по катастрофалниот земјотрес во 1963 година, како трајно одбележување на хуманата акција на дарителите од странство, а официјално започна со работа на 1 јануари 1966 година. Универзална сала е затворена за посетители од март 2015 година, откако се откорнало големо парче од таванот кој е паднало врз седиштата, па од безбедносни причини салата беше затворена за посети. Секојдневните протести од дивите пазарџии на Битпазар создаваат револт кај возачите, бидејќи поради нив се создава голем метеж во сообраќајот во најфреквентните периоди од денот. Но и покрај ова, градот Скопје не се откажува од ставот дека дивите пазарџии треба да се легализираат по најповолни услови кои им се понудени. Метежот кој се случува во најфреквентните периоди од денот на Битпазар, предизвикан од протестите на дивите пазарџии, создава голем револт кај возачите, но и покрај протестот градот Скопје цврсто стои на својот став дека тие треба да се отстранат. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека е недозволиво во главен град на една европска држава, во европско Скопје, за кое сите се залагаме, да имаме луѓе кои на диво ќе продаваат стока, надвор од кој било правен пропис и надвор од кое било правило. Шилегов додаде дека само на Битпазар во моментов има 500 субјекти, 500 луѓе кои плаќаат редовно и давачки за тезги и даноци кон државата. Недозволиво е поради 20 или 30 диви продавачи, кои имаат можност да се легализираат и понудени им се и по социјален аспект определени бенефиции, да се однесуваат на начин на кој се однесуваат, изјави градоначалникот Шилегов. 6 филтри за чиста вода беа поставени во училиштата и градинките во општина Газибаба. Како што информираше градоначалникот Георгиевски, за оваа намена годинава се издвоени 600.000 денари. Децата од училиштата и детските градинки во општина Газибаба ќе добијат чиста и здрава вода за пиење. Во основното училиште Дане Крапче во населбата Ченто денеска беше поставен филтер или прочистувач за вода. Вакви прочистувачи во изминатите денови се поставени во 3 основни училишта и 3 градинки на територија на општината. Како што информираше градоначалникот Борис Георгиевски, за оваа намена годинава се издвоени 600.000 денари. Како што рече тој, иако водата доаѓа од Рашче, причината за поставување на овие филтри се старите водоводни системи низ кои поминува водата која доаѓа до домовите. Иако водата доаѓа од Рашче и е безбедна, се уште постојат стари водоводни системи, се уште постојат азбестни цевки кои што доаѓаат и до училиштата и до градинките, и од причина што безбедноста и здравјето ни е најбитна, ние се одлучивме дополнително филтрите да ги поставиме заради безбедноста и здравјето на дечињата кои што учат. Градоначалникот Георгиевски додаде дека поставени се филтри во основното училиште 25 мај, Крум Тошев и Дане Крапчев, како и во детската градинка во Хиподром во објектот Пони, објект Сонце во населбата Ченто и во објектот Темјанушка во населбата Автокоманда. Општина Газибаба и понатаму во рамките на своите можности во план е за следната година да постави вакви филтри и во останатите 8 основни училишта, како и објектите на детските градинки. Речиси и нема возач во Скопје кој барем еднаш немал искуство со пајак службата, поради непрописно паркирано возило. Прва Скопска беше присутна на една од акциите за отстранување на непрописно паркирано возило, при што дознавме кои процедури се застапени за подигнување на возилото, какви се казните и дали постои селекција при казнувањето. Проблемот со немањето паркинг простор е голема мака со која секојдневно се соочуваат сите учесници во сообраќајот во Скопје, што пак резултира со блокирани тротоари, приоди, патеки, оневозможено безбедно движење на пешаците и на велосипедистите, на лицата во инвалидски колички,
на лицата со оштетен вид и на родителите со деца. Решението за проблемот со непрописно паркираните возила најчесто се бара во отстранувањето на истите, со помош на пајак служба, што пак значи дека во зависност од прекршокот ќе треба да платите од 1500 до 3000 денари. Доколку платите веднаш, казната за непрописно паркирање изнесува 1500 денари, освен ако не сте паркирани на зелена површина. А доколку возилото го подигнете од депото на пајак службата, за истото ќе треба да платите 2500 денари. Екипата на Прва Скопска излезе на терен со вработените во пајак службата, со цел одблиску да ви прикаже како изгледа акцијата за подигнување на непрописно паркирани возила. Како што ни соопшти Гоце Павловски, вработен во службата, секогаш постои однапред утврдена процедура по која се постапува. Ние прво информација добиваме од сообраќајната полиција. Со нас има полицаец и постапуваме стриктно по негова наредба. Додека не издае тој наредба, ние сами не подигаме возило. Кој ќе издае наредба, ние постапуваме по неговата наредба. Го подигаме возилото со мојот колега помошникот на возач, го подигаме возилото и го носиме во депото на пајак служба. Така, има ли никаква процедура дали при подигањето го фотографирате автомобилот за да се утврди дали имало никакви изгребаници или било какви оштетувања за потоа да не се случи да бидете ви обвинувани? Да, при подигање на секое возило, сообраќајниот полицаец го фотографира возилото како доказ кај било паркирано. Сите оштетувања се фотографирани и после се постапува за подигање на возилото. Неретко вработените во пајак службата се соочуваат и со проблеми кои ги создаваат санкционираните возачи. Често вербални, а некогаш се случуваат и физички пресметки. Колнење и псување ни се едни од основните така секојдневни изречици на македонскиот народ. Тоа е ама више тоа е секој отрпната работа. Го прашавме Гоце и дали доколку се појави сопственикот на автомобилот и замоли за разбирање, ќе му ја простат грешката. Да ја простиме не можеме да ја простиме затоа што ме отпочната работа со специјалното возило, има можност сопственикот да наплати на лице место и да му се ослободи возилото. За пајак службата секој има по нешто да каже. Не биле праведни. Го земале автомобилот само 1 минута по паркирањето. Немале разбирање. И најчесто слушнат муабет е дека селективно ги креваат возилата. Ние сакавме да слушнеме дали има вистина во тоа што се зборува. Тоа не е вистина. Возниот парк во Скопје сега и пред 20 години не е ист. Сега више 80% све се луксузни коли, така да таква работа нема. Покрај основната улога на пајак службата, камионите пајак имаат и друга, општо корисна улога за која многу малку се зборува. Покрај тоа што ги подигнувате непрописно паркираните возила, вие вршите една навистина интересна и општо корисна работа која ве повикуваат доколку некое возило е во дефект. Може ли да ни кажете зашто станува збор? Да, тоа е повик на трето лице. Доколку возилото е оштетено, сообраќајка нема тркало или е мењач скршен, кој не може шлеп службите да го отстранат, тогаш не повикуваат нас. Денеска можеме да забележиме голем број на возила тука во депото на пајак службата. Се случува ли некое возило да биде долго време овде и да не дојде сопственикот да си го земе? Па има некои возила, тоа се подигнати претежно опоменети по месец дена два што стоат и по пријава на граѓани од паркинзите се тие земени претежно и доаѓаат после месец два кој некој може и да се погоди да не тука у странство, ќе дојде после месец дена и си го подига возилото. Она што е исто така важно да се спомене дека многу често сте ангажирани при дислокација на возила во одредена ситуација, кога има никаков надпревар можеби, кога има никаков митинг. Што се случува во таа ситуација? Дали собствениците на возилата и тогаш плаќаат за да си го земат возилото? Па да, се случуваат утакмици, делегации, тогаш возилата се отстрануваат на други локации, али за тоа собствениците не поднесат никакви трошкови. Има евиденција кај се преместени. Собствениците
се јавуваат на нашиот телефон и им се кажува кај им е преместено возилото. Тоа е во близина на друг паркинг или друга улица. Исто така како што кажавме претходно, да ги префрламе возилата на друга локација, да не дојде оштетување од гранките или по паркинзите кај што сечат паркови зеленила кај што извршуваат акција или асфалтирање на некоја улица од улици и патишта, ние исто така ги дислоцираме возилата. Со цел да превенираме евентуални казни за непрописно паркирање, ве потсетуваме дека најстрого забрането е паркирањето на обилежан пешачки премин, на тротоар, крстосница, на места предвидени за паркирање на лица со посебни потреби, на автобуска постојка или на место на кое би го покривало сообраќајниот знак. Посебно треба да внимавате да ни паркирате на зелени површини, надвозници и подвозници. Има ли некои локации кои што се најзастапени при подигањето на непрописно паркирани возила, каде најмногу сте, во кој дел од градот? Па посебни локации нема, ние постапуваме во цело градско подрачје, сепак тоа одлучува сообраќајната полиција. Пешачките премини, тротоарите, коловозите се прва пречка кај граѓаните пријавуваат, велосипедските патеки исто така, се тие дел што прво интервенираме таму. И еден апел за крај. Внимавајте каде паркирате, бидејќи не само што ќе платите казна, туку и затоа што со непрописното паркирање ја загрозувате безбедноста во сообраќајот. Две дечиња од градинката Пролет во населбата Козле се заболени од коксаки вирусот. По известувањето во градинката е направена дополнителна дезинфекција во групите каде што престојуваат децата, како и во другите простории на објектот. Од општина Карпош информираат дека во оваа градинка се превземени сите потребни мерки при вакви случаи. Надлежните медицински служби преку родителите ја известиле детската градинка Пролет во општина Карпош дека две дечиња кои престојуваат во нивната установа се заболени со вирус коксаки, информираат од општината. По добиената информација, управата на градинката Пролет веднаш го известила Центарот за јавно здравје, одделението за епидемиологија, пошто е извршена дополнителна дезинфекција во групите каде што престојуваат децата, како и во другите простории на објектот. Од општина Карпош додаваа дека се превземени сите мерки неопходни за вакви случаи. Покрај тоа, превентивно според протоколот, медицинско лице специјалист изврши прегледи и врз останатите деца и е констатирано дека коксаки вирусот не е проширен кај другите дечиња. Престојот во градинката се одвива без прекин со вообичаена динамика и без дополнителни препреки. Освен тоа, во текот на изминатата недела, општина Карпош спроведе тековна пролетна дезинфекција во сите градинки на територија на општина Карпош. Општина Карпош ги потсетува граѓаните дека за своите проблеми и потреби постојано можат да комуницираат со представниците на општината кои работат во просториите во урбаните заедници. Станува збор за канцеларии на општината кои се наоѓаат во непосредна близина на граѓаните во нивните маала и населби. Општина Карпош се стреми кон поголема достапност и одговорност на општинската администрација. Општината ги потсетува своите граѓани дека постојано може да комуницираат со представниците на општината кои работат во просториите на урбаните заедници. Станува збор за канцеларии на општината кои се наоѓаат во непосредна близина на граѓаните во нивните маала и населби. Како што информираат од Карпош, граѓаните може да пријават проблем, предложат идеја и да се информираат за активностите на локалната самоуправа во рамки на нивната урбана заедница. Сите забелешки и сугестии на дневно ниво пристигнуваат до раководството и секторите на општина Карпош со цел навремено да се достапни по истите и да се преземат активности за решавање на проблемите во сферата на хигиената и чистотата во населбите, поставување на урбана опрема, одржување на зеленилото и слично, информираат од општина Карпош. Општините во Македонија до 2020 година ќе имаат на располагање 80 милиони евра за земјоделие од ЕУ фондовите. Овие средства можат да ги искористат и скопските рурални општини за развој на земјоделието.
И општините треба да се насочат кон повлекување на ИПАРД средствата, зашто програмата овозможува реализирање голем број мали проекти од 10.000, 20.000 и 50.000 евра, беше речено на денешната конференција на менаџирање и искористување на ЕУ фондовите. Идниот месец во Македонија ќе дојде словенечки тим кој ќе ги пренесе искуствата за ефикасно искористување на ЕУ фондовите. Во овој момент најдобро е земјоделците да прават квалитетен и конкурентен производ кој ќе ја овозможи и на преработувачката индустрија да повлече што повеќе пари. За 1 до 1,5 месец ќе биде распишан нов повик. Македонија до 2020 година има на располагање вкупно 80 милиони евра за земјоделство, од кои 60 милиони евра европски пари и 20 милиони домашна поддршка. 30 на компании ги представија своите можности за вработување на овогодинешниот саем на кариера 2018. Младите на саемот имаа можност да стапат во директен контакт со компаниите со можност да бидат селектирани за обука, пракса или пак вработување. За прв пат оваа година Агенцијата за млади и спорт го организира саемот на кариера 2018, кој се одржува на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Целта на саемот е младите да се информираат и да стапат во директен контакт со компаниите, со можност да бидат селектирани за обука, пракса или пак вработување. Тоа што настанот се одвива пред крајот на студиската година им овозможува на студентите полесно да стапат во контакт со компаниите во кои може да ги исполнат задолжителните пракси во летниот период. Од друга страна, ова е можност за компаниите да дојдат до база на податоци од студенти кои се заинтересирани за работа и пракса, со можност за потенцијални нови вработувања. На саемот учествуваат 30 на компании, како и Агенцијата за вработување на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика и Фондот за иновации и технолошки развој. Денеска имавме променливо облачно време со температура до 23 степени. За утре не очекува слично време како денеска, во текот на денот променливо облачно со сончеви периоди, а во попладневните часови нестабилно со пороен дожд и грмежи, а во вечерните часови процесите ќе се интензивираат. Температурата ќе достигне до 23 степени. Во четврток температурата ќе се движи од 9 до 24, во петок од 11 до 26 и во сабота од 12 до 26 степени. И за крај имаме уште една информација. Во Домот на култура Илинден во општина Илинден вечерва е отворањето на 19-та литературна манифестација Илинден 2018. Манифестацијата ќе трае до 19 мај и ќе опфати повеќе културни настани, промоции на книги, портрети и средби со писатели, изложби како и традиционалното литературно матине на кое ќе настапат повеќе писатели за деца и млади. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.